Океј. Ставете во стоечка позиција. Утрински волца не почнуваме одма со седење, тоа може понатамушните часови, овој месец ќе почнеме енергетски, утрински, значи исправено. Да ставете во исправена позиција и она кое што ќе го правиме сега, малку ќе го раздвижиме телото, со тоа што ќе подкликнете на вашата ноза, така, и ќе се обидиме да го движиме целото тело, како кога сме во диско, например, кога играме. Значи, она што треба да направите е да го подвижите телото, да дозволиме внатрешните слоеви на кожата да се раздвижат. Јас имам тука музика од птиците. А почнуваме лево десно да се движиме, при тоа се тапкаме по телото. Рамениците, како да плива со рамениците. Супер, главата поточија во тоа нежно движење, бидејќи статиката сега не ни одговара. Волиме убаво вака малку да се движиме со рацете низ телото, да се активираме. Супер. Надоле со рацете, подкликнати нозе, можете нежно да се подшупнувате по бедрата. Задникот. Изи глава, раце. И веќе одма е поразлично, нели? Одавна станата, ама не знам, вие може да станете сето брзо. Супер. Ова ми се свиѓа многу. Сега, ќе ставите десната нога напред, а левата нога ќе ставите, значи двете нозе ги играат кон десно, затоа што левата нога не може малку да се гледа, на прсти сум подпрена, петата е тргната. Тежината ќе ја ставиме истовремено и на бедрото на десната нога, и на бедрото на левата нога. И замислете, потигнете ги рацете на овој начин. Сега ќе направам и одиме силно, се буткаме напред-назад, ја менуваме тежината напред-назад. Овој час го правиме во еден флоу, во едно движење. Движи напред-назад, со тоа што истегнувањето се осети на задната тетива, на ногата позади што е, на прсти. Бедрото е подигната. Па подигни ги двете раце, високо горе истегни и одиме кружни движења. Се истегна целото тело, грбот. Другата страна. Рашири раце, повторно напред-назад цело време, го движиме телото, одиме кон десно, кон лево, десна рака позади бедрото, левата позади тебе, од другата страна. Стегни се напред-назад. Малку динамично го прави ова. Напред. Подкупнувања, односно движење нагоре. И застане малку, лопави се сега. Можеш нежно да ги протресеш нозете. Еден уведнаш што беше позади, каде што беше цело време на балансинг нагоре-надоле делот, се активираше. Добро, одиме сега од другата страна. Сега е левата нога напред, десната е позади, подигнате петата од десната нога, стави ги дланките напред пред тебе и одиме напред-назад, како да сакаме да пикнеме нешто и како да сме во ритам на некаква музика, утринска музика.
Ова е малку. Сега се двете раце на твојата глава. Стигни се. Изми движења. Сега само подлипи рацете одолу, стигни се странично. Нагоре-надоле. Цело време како да се цимаме нагоре-надоле. Десна рака на десно бедро, левата на тебе. Назад затврни се колкото дозволува и телото и усети во твоето тело како се чувства. Напред, назад, другата страна. Стави се. Треси нозе. Смери го дишењето и стишувањето. Еди се натрешно. И да се брзаш. Сега направите го направиш под нозата. Трите раце. Палецот ќе го заклучиш, значи ги ставаш позади тебе. Сега главата да не поди надоле, дланките пускаат кон небото. Потребно е, ако можете да цвирнете помеѓу нозете, горе кон небото, да го видите меѓу вашите две нозе. Значи, одмаш со издишување, лека надоле. Раците пускаат нагоре. Поврати се горе, ќе направи уште два пати вака, без брзање. Главата утрака. Нежно, кликни колена. Позиција на кралица, колена странично отворено, торзото справено, двете дланки ставаме во позиција. На чин мудра, палец и показалец се споени. Остани така, 6 дишување и издишување. Тоа што не се подига нагоре, тука надоле, чувствувај дека си фиксно позиционирана во позицијата во која што се наоѓаш и осети се како кралица. Нели, ако си машки род, како крал, ама си жена како кралица. Спусти ги рацете, обавите телото. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно вдишуваме. Сега рашири ги двете раце и додека десната рака ротира од доле кон горе, левата рака ротира од горе кон доле, значи побрака насока. Главата ја следи дланката, значи прво ја гледаме десната дланка која што е нагоре, а се ротираат дланките, ја следиме левата дланка што е сега нагоре. Најизменично, повежбаме малку татот. Спремаме за работниот ден, ќе седнеме пред компјутер. Одлично, пушти раците. Сега со двете раце од високо горе преплетени прсти, малце да ја издренираме лимфата, значи со вдишување се подигаме нагоре на прсти и со издишување само паѓаме на питата доле на подот, значи да настане едно како благо тресење. Диши горе, издиши отпушти. Направи 10 пати така.
разгорнеа лимфата во тебе. Пуштаме рацете. Пуштаме колото. Седнуваме долу во позиција на мачка. Седне долу во позиција на мачка. Сега ќе направам бидејќи значи позиција на мачка, дланките се расширени, ставени под нашите рамена. Колената ни се подат. При издишување, бутаме плешките нагоре, главата и стомакот. Главата ги напред, стомакот ги вдишуваме. Вдишување, вдишуваме насока. Започне во следиш твоето вдишување и вдишување во ритам. Сега опиташ што горе, како што критиш, што плешки. Потикнеш прстите. Затоа нашите така. Издишуваме на мачка. Издишуваме што издишуваме нагоре, издишуваме преку нос, пастрика од позиција на мачка. Главото издиши, седнува во позиција на глава. Стави така неколку мига. Смери го телото. Значи вдишуваме и издишуваме со некој страшување на рбетниот стол. Главата не ја мрдаме нагоре-надоле, да не ни се сврти. Ќе направиме уште еднашка и 20 пати вдишуваме во ист ритам, а потоа уште 20 пати во побрз ритам преку нос. Повторно се што имаме односот кон излезот, тоа е многу добро. Значи со издишување го буткаме плешките нагоре само силно, а со вдишување само ги отпуштаме плешките. Главата ни е фиксна. Вие може да ја употребувате и главата во тој процес, само може да ви се сврти. Подобро да ви е фиксна. Одите со издишување нагоре, почнуваме. Издиши до крај, седни во позиција на диамант, остани така.
работа пополи се. Може да останете во сидечка позиција, може да ги исправите носите ако ви е тешко вака, остануваме уште неколку минути во контакт со себе. Отворете ги очите, стапете во контакт со себе, со своето дишење. Бавно дишуваме. Бавно дишуваме и подпишаме целото тело. Забележуваме како се чувствуваме. Натрешно. Дали имаме истата енергија од кога дојдовме на годината. Ви поканувам предишниот ден да го заклучите со една чиста чистност. Да светото пред нас, тоа што ни се случува, да демонстрира карактеристика на лицето, некако со текот на растењето, како да ви се крати оваа прекрасна карактеристика, вредност, која што всушност не отвара од животот. Понејќи во себе сетете се дека сте предизвикани со таква возбуда, дека помешана страв со радост, никогаш возбуда, радост. Таква возбуда сте биле кога сте обсуждајате што ви не знам. Може би кога сте запознавале некој човек, што многу се попајал, или кога сте го гледале вашето дете, како расте. Во себе. Исполнете ги вашите работни задачи и ще да имате благодарам многу за денешниот час. Се надевам дека уживавте. Надевам дека ме слушавте добро. Мислам дека добро беше. Добро беа микрофончињата. Имајте убав ден. Се гледаме утре. Бај-бај.